Преку вештачењето на мобилниот телефон на осомничениот 46 годишен тренер ќе се бараат нови докази за доделата кои му се ставаат на товар. Ова следува по признанието на засега барем 3 малолетни девојчиња дека нивниот џудо тренер кон нив се однесувал недолично, сексуално вознемирувајќи ги, дознава Алфа од своји извори. Според истите наши извори, џудо тренерот уште од почетокот на истрагата категорично ги негирал сите злодела кои сега му се ставаат на товар, а за кои тој во моментов се наоѓа во 30-дневен притвор. Исто така, по избивањето на скандалот, на површина испливаа и проблемите кои што џудо тренерот подолго време ги имал и со џудо Федерацијата на Македонија. Според наводите, тој во своја корист направил фалсификат на одредени службени документи, заради што, според информациите до кои дојде Алфа, со решение донесено уште летоска, а врачено дури на почетокот од годинава, Федерацијата му ја одзела и лиценцата. Ова секако фрли уште една темна дамка врз профилот на тренерот, што уште повеќе ги подгреа негативните коментари на јавноста, особено на социјалните мрежи, каде граѓаните и буквално го линчуваат, барајќи јавна објава на неговиот идентитет. Како се вика, знаете? Цел Балкан врие од вакви монструми. Штета што жртвите не се заштитени како треба, па се плашат и срамат да пријавуваат. Наместо монструмите да се плашат, децата се плашат да кажат. Коренити промени треба на секое поле. Се само дел од коментарите на социјалните мрежи, особено на загрижени родители, чии деца некаде тренираат. Инаку тренерот, иако од пред повеќе месеци имал забрана од џудо Федерацијата за да тренира деца, сепак тој и покрај тоа, а и во време на корона, кога сите активности се ставени во мирување, ги продолжил тренинзите. При едно интервју, дадено на негово барање во јули минатата година за еден локален медиум во Прилеп, а поврзано токму со текот на тренинзите и интензивните подготовки за престојните првенства, а за кои немал дозвола да ги изведува, тој кажа интересна изјава, велејки дека ние како нација сме биле врвни борачи, но сме паѓале на психолошките тестови. Децата се лутеле, оти сметале дека премногу им се мешал во нивниот приватен живот. Тренерот е сопруг, татко на 2 ќерки, а како џудо тренер работел 30 години.